Za vašето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите каре на сомборски начин. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 800 грама свинско каре, 250 грама свежи шампиньони, 1 главица кромит, 1 домат, 1 лажица црвен пипер, 200 мл кисела павлака, 1 зелена пиперка, 100 грама брашно, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 50 минути. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Пиперката ја сечкаме на парчиња. Доматот го сечкаме на коцки. Шампиньоните ги сечкаме на парчиња. Месото пак го сечеме на шницли. Шницлите ги посолуваме. Додаваме мелен црн пипер. Ги толчиме шницлите со чук. Шницлите ги набрашнуваме и ги пржиме во тава на оган со загреано масло. Откако ќе поруменат од двете страни, ги ставаме шницлите на чинија. Преостанатата мрснотија од тавата ја претураме во тенџере на оган. Во тенџерето го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне, ги додаваме парчињата пиперка и шампиньони. Откако пиперката и шампиньоните ќе се испржат, го додаваме и сечканиот домат. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер и црвен пипер. Промешуваме. Налеваме 150 мл вода. Потоа во тенџерето ги враќаме испржените парчиња каре. Вариме 15 минути. Го тргаме тенџерето од оган. Чинијата за сервирање ја украсуваме со 4 листа црвена блитва. Од едната страна на чинијата скалесто ги сервираме парчињата каре. Го враќаме тенџерето на оган. Во садот со киселата павлака додаваме 1 лажица брашно. Размешаната павлака ја додаваме во тенџерето на оган. Промешуваме. Откако сосот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Со лажица решетка ги вадиме парчињата зеленчук од тенџерето и ги сервираме до парчињата каре. На средината на чинијата ставаме уште 1 лист црвена блитва. Декорацијата ја завршуваме со гранчиња рикула и целер. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 50 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совиньон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени.